поздрав до вас, драги наши пријатели. Од етно ресторано Златно буре Кучково. Тука си дојдовме со екипата на Вкусот на традицијата да се го снимиме новиот рецепт на денот. Место кое што на вистини во овие есенски денови нуди задоволство и уживање. Цело е кога има се, значи имаме природа, убав амбиент, за прошетки имаме манастири, имаме значи многу убав развиени туризам, значи возење на велосипед, пешачење. Доаѓаме овде, си јадеме вкусна храна и едноставно си уживаме. А и ние исто така си уживаме, подготвувајќи го нашиот нов рецепт на денот. Оваа емисија ќе се разликува од другите. Зошто? Затоа што ни доаѓа од поздрав од преку океанот, поточно од еден наш македонец, Дејан или Дени Нинич, што ние го поздравуваме исто така од екипата на Вкусот на традицијата, кој што живее на Голд Кост во Австралија. Има прекрасно семејство, сопруга, две мали дечиња, поздрав, значи до неговото семејство, каде што ни напиша на месенџер со голем поздрав и желба да ја гледа емисијата и да види како се подготвува на македонски начин, на наш начин, значи рибна чорба. Сега, замоли ако може да ставиме и некоја риба да може да се адаптираат и они таму, а јас вака велам. Ние оваа рибја чорба можеме да ја направиме од глава, од крап. Можеме од било која риба, пастрмка и така натаму, можеме и од замрзнатите риби, значи оние кумановци што ја велат опаши, нели, опаши, можеме да ја направиме од лосос, свеж, замрзнат, значи каква и да е риба. Јас велам дека риба си е риба, нели? Ние ќе ја користиме и македонската риба, имаме и ова увезена риба. Важно чорбата да е на крај вкусна и сладка и сите да и се најадат. За да направиме една ваква чорба од риба, нас ќе ни биде потребно. Јас за оваа емисија искористив една голема кременадла од лосос. Свеж лосос, претходно малку обарена, и водата ја сочував околу 2 чаши од таа вода прецедена, што ќе ја ставам во понатамошната постапка за приготвување на оваа чорба. Убаво ќе ја исчистам, ќе ја обескостам и ќе ги иситнам парченцата. Една главица кромит, неколку чешниња лук, еден компир ситно насечкан, една китка макдонос, 2 стебленца од целер лист, еден помал пашканат ситно насечкан, еден морков исто така ситно насечкан, 2 коцки за супа од зеленчук, маслиново масло, ако немате маслиново ставете обично масло сончогледово, еден патлиџан, малку сол, малку мешан сув зеленчук, малку бибер, половина лажица брашно за запршката, колку да го добиеме мирисот на чорба, половина лажичка ченкарно брашно или палента, исто така за мирис, и малку триена сол. Ки ни треба вода, 1 литар од прилика, но ако правите поголема количина, додадете уште половина литар, едно ренде за еден патлиџан, кој што или нарендајте го ситно, или насечкајте го на многу ситни коцкички. Сега да преминеме на работа. Додека јас го средувам парчето лосос, значи ви кажав дека вие можете било која смрзната риба да ја обарите, да ја исчистите од кожата и од коските. Таа е, мислам, наједноставна за подготовка на ваква чорба од риба, а можете и од глава од крап да ја направите или од пастрмки. Да ја направите цела пастрмка да обарите и да направите ваква чорба. Ке става малку масло во тенџерето.
околу 1 децилитар. Ке го ставам малку да се пропржи кромидот. Така. Се това, значи, малку да се пропржи додека го средувам само лососот. Толку е. Не треба да биде совршено испржено. Не е поентата во тоа. И ке го ставам и морковчето. Така. Тоа нека си се пржи сега. Јас да ја средам рибата. Значи, таа е веќе подготвена, само, значи, да излупам кожата. Така. Ги извадам коските. Како убава мириса, колку ќе биде добра чорбата. Еве и ова. Има тука уште некоја коска, но и таа ќе отстраниме. И вака со прстите ќе проверите да видите дали има некоја коска останато. Доволно е една кременадла. Во една кременадла, значи, можеме да послужиме четворица во семејството. Така. Затоа што има и друг зеленчук и така натаму. Сега ќе го насечкам и лукчето. 2-3 чешниња лук, од кои што 2 ќе ги насечкам, а останатите ќе ги ставам цели. Добро. Ева, овие можам само на покрупни вака. Баш она да се препознае лукот внатре. Ова ќе го подготвам тука. Целерот сега исто така ќе го насечкам. И стеблото до крај. Чорба, велат, бестселер, не е тоа. Сега ќе ги ставам зачините. Ќе му ставам сол, бибер, ќе ги редам сите. Така, сол, малку мешан сув зеленчук, половина лажиче само, затоа што ќе ставам коцки за супа. Така. Бибер. Бибер одлично одговара. Ајде така. А брашната ќе ги ставам ченкарното, белото и триената сол со ченкарно брашно на самиот крај. Тука сум имала уште 2 лукчиња и нив ќе ги ставам. Ајде така. И сега ќе го подготвам и патлиџанот. Него сакам да го нарендам.
колку малку да ја даде еден киселкаст вкус. Па да го промешам. Одлично. Така. Еве и другата половина. Скроз до кожата. Одлично. Еве го патлиџанот. Така. Сега ќе ја ставам рибата. И тоа вака на покрупни парчиња. И ќе се трудам да не ми се распадне многу, да не стане како каша. Ова ми се допаѓа лососот, имате и во маркетите и замрзнат лосос. Ја сакам чорбата со лосос затоа што така ми е помасна, некако пополна, ја полни некако чорбата. Исто така и од лавата на крапот. Прекрасно нешто. Ајде така. Еве со една кременадла ќе најадете цело семејство. И здрава работа. Пак ги проверувам коските меѓу прстите. Еве ја уловив и уште ова остана. Ете така. Сега ќе го ставам и патлиџанот. Така. И само нема вака агресивно да мешате, туку малку со лажичката меѓу лососот. Да го ставам сега компирчето. Леле, ова кога ќе се извари убаво, нешто прекрасно. Така. Еве го и компирчето. Еден голем компир е сосем доволно. Ќе ги ставам сега и коцките за супа. Така. Ќе го ставам и макдоносот. Целерот и лукот. Така. Уште малку масленце ќе капнам. Ќе го налеам со вода и ќе го оставам. Прво ќе ја ставам водата од крапот, процедената вода од крап. Од лосос, извинувам. Така. Ќе ставам, ќе налеам и обична вода. Така. Тама, значи, 1 литар и половина, да. Охо, тама, значи, литар и половина за оваа доза е нешто прекрасно, погледнете.
Прекрасно. Сега ќе го оставам да врие. Некаде околу 20 минути. 20 минути затоа што и морковот, пашканатот, целерот, кромидон, сите беа ситно сечкани и доволно му е 20 минути, но откако ќе проврие. Откако ќе проврие 20 минути и потоа ќе ја направам запршката. Лесна запршка, што нема ни да ви ја почувствуваат. Ќе додадам сол, но малку подосна. Останете со нас да ја завриеме чорбата. Еве, она убаво си се искрчка и сега ќе го ставам тенџерето на даската за да ја направам таа лесна запршка. Еве, вака на тивко си се крчка, погледнете како е она убава. Мераци. Е така. Сега го ставам тавчето и ставам малку масло. 5 супени лажички. Доволно е. Сега ќе ставам малку брашненце, како што реков. Така. Малку ченкарно брашно или палента. Колку само да го добиеме мирисот на запршката, ништо повеќе. Е така. Да почне да врие, доволно е. Затоа што ќе оставам уште 10 минути да врие со запршката и малку триена сол. Ако немате и не е неопходно. Е така. На потивко за да не ми прегори брашното. Ево, она почна веќе. Ево го. Одлично. Ете, гледате колку е тоа малку. Ова сега го истурам во чорбата. Ете така, да жижне. Прекрасно. Прекрасно. Сега враќам на загреаната рингла и ќе оставам, како што ви кажав, уште 10 минути да поврие. Убавина. Сега пробувам за сол, да видам дали е доволна. Реков дека треба да се додаде сол, но не. Леле, колку е вкусна. Додека ја поставам трпезата, она нека си се довари и одиме токму да ја пробаме ова чорба од риба и да го поздравиме Дејан од Голд Кост, Австралија. Ова е за мене, драги гледачи, уживање на денот. Значи, ова ми е врвот на денот. Ова чорба од лосос. Значи, рековме дека може да биде и со било која друга риба. Ова е нешто прекрасно. Ова е уживање. Гледате дека воопшто не се ни забележува запршката. И повторно ќе кажам дека ова емисија, значи, ни доаѓа со нарачка од Дени. Ти благодариме многу, па што ни ја даде идејата. Леле, како вкус. Ова е ненормално добро.
Имаме и тука лукче, оцече и мактонус. Може да си ја закиселите чорбата, мераци, можете и салати, пиперчиња, лепче, што сакате. Може едно тенџере буквално да изедам од оваа чорба. И повеќе од убава. Направете оваа чорба и уживајте. Видовте дека со едно парче лосос можете толкаво тенџере да направите и сите да се најадат и да уживаат. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Најголемите грешки во животот кога доаѓаат? Кога сте имале ситуации каде што сте требале да кажете не, а вие сте кажале да. Само 2 букви. Тоа е тоа. Затоа бидете добро внимателни каде велите да, а каде велите не. 10 пати размисли, еднаш кажи. А јас кажувам дека поубава чорба од риба, од ова немам јадена. Фантазија. Се гледаме.